Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме два псалми од истоимената старозаветна книга. Наред се псалмот 9 и 10. Во претходната епизода го читавме и проучувавме псалм 8, кој важи за еден од месијанските псалми во оваа книга. Сега наред доаѓаат неколку псалми кои во одредена смисла имаат иста пророчка порака и приказна. Станува збор за псалмите 9 до 15. Знаете, овие текстови се како планини, некои од нив се како теолошки врвови кои се истакнуваат повеќе од другите. Земете ги за пример првите 8, кои досега ги обработивме. Од нив, 8-миот псалм е најистакнат и представува еден вид на врв до кој стигнавме преку обработка на првите 7. Сега, време е да се симнеме од тој врв, па потоа ќе почнеме повторно да се искачуваме и ќе стигнеме на друг врв кога ќе дојдеме до следниот месијански псалм. 9-тиот и 10-тиот псалм се тесно поврзани и затоа денес ќе ги обработиме заедно. Кај нив постои одреден азбучен редослед во однос на стиховите, кој не може да се забележи во нашиот превод, но е присутен во оригиналот. Всушност, во некои постари преводи, овие два псалми се една песна. И 9-тиот псалм, како и другите кои досега ги прочитавме, му е припишан на царот Давид. Како што спомнав во една од претходните епизоди, царот Давид е најпознатиот псалмист во Израел. На почетокот од овој псалм, во некои преводи стои следниот опис. За хороводачот, за смртта на синот. Псалм Давидов. Мислам дека нема потреба да објаснуваме што значат зборовите за хороводачот, но фразата за смртта на синот е малку необична и нецелосно јасна. Поентата е што не можеме да бидеме сигурни за кој син станува збор. Некои толкувачи велат дека станува збор за ситуацијата во која Давид го изгуби својот син кој го имаше со Вирсавеја. Од друга страна, содржински, псалмот не личи на песна која некој би ја пеел при смртта на синот. Сметам дека има повеќе логика овој текст да се однесува на Божите чуда во Египет, кога Бог го казни фараонот и египетскиот народ така што сите нивни првородени ги изгубија своите животи. Како што 7-миот псалм заврши со славење на Господ, така овој започнува со славење. Во овие два псалма, славењето на Господ се одвива во контекст на исчекување на конечната победа над непријателите, а помеѓу нив се наоѓа псалм 8, во кој читаме за Месијата. Така што би можеле да кажеме дека првиот дел од оваа старозаветна песна е еден вид на пророчко исчекување на моментот кога Господ конечно ќе ги порази своите непријатели. Имајќи го тоа на ум, мислам дека е време да почнеме со читање. Стихови 1 и 2. Те прославувам Тебе, Господи, со сето срце свое, ги раскажувам сите чудеса Твои, се радувам и се веселам во Тебе, го воспевам името Твое Севишен. Ова се зборови кои царот Давид ги напиша за Господ, но исто така и ние денес можеме да ги изговориме и користиме за да го славиме Господ. Преку овие два стихови, Давид не поттикнува да го славиме Господ за сите негови чудеса, односно за неговите дела кои ги имаме доживеано во нашите животи. Во иднина доаѓа време кога Божјото царство ќе биде целосно воспоставено и верувам дека сите кои ќе бидат дел од него ќе го слават Господ со овие стихови. Продолжуваме со читање. Во следните два стихови Давид зборува за тоа како Господ го избавил од неговите непријатели. Кога се повлекоа непријателите мои, се сопнаа и погинаа пред Тебе, бидејќи Ти се зазеде за мене и ме одбрани, седна на престолот свој, досуди праведен суд. Ова е важно да го имаме на ум. Мислам дека Мартин Лутер беше тој кој рекол: кога човек го има само Бог на своја страна, тој веќе е мнозинство. Поентата е да разбереме дека без разлика кој ќе се крене против нас,
Се додека ние сме на Божја страна, можеме да бидеме сигурни дека има кој да се застапи за нас и да не одбрани. Стихови 5 и 6. Им запрети на незнабожците, го погуби нечистивиот, името им го сотре за сите векови. Непријателот исчезна во вечни урнатини, градовите му ги разруши и загина споменот за нив. Ова се зборови со кои се објавува Божјиот суд кој допрва треба да дојде. Едно од прашањата кои се поставуваат во некои црковни кругови е: дали денес во црквата доволно се зборува за Божјиот суд? За жал, според тоа што јас го знам, мислам дека за оваа тема не се зборува доволно често. Многу ретко се случува во црквите да се зборува за пеколот. Се чини дека луѓето повеќе сакаат да слушаат проповеди кои ќе им донесат некаква утеха и охрабрување. И затоа свештениците и проповедниците постојано подготвуваат проповеди со кои на верниците им нудат рамо за плачење. Се разбира, кога размислуваме за Божиот суд и пеколот и како овие две теми се поретко се обработуваат во црквата, сакам да напоменам дека овие теми треба да се проповедаат со правилен став во срцето. Поентата не е само да ги плашиме луѓето, туку да им дадеме до знаење дека Бог е свет и дека тој ќе го казни гревот. Оние кои проповедаат на овие теми треба да имаат сочувство кон оние кои се духовно изгубени. Се вели дека во времето на Двајт Муди некој неверник ги кажал следните зборови: не сакам да слушам проповеди за пеколот, но ако некој човек може и смее да проповеда на таа тема, тогаш тоа е сигурно Двајт Муди. Тоа што сакам да го кажам е дека не е само важно да се зборува за суд, пекол и грев, туку да се прави со правилен став на срцето. Ќе бидам искрен со вас и ќе ви кажам дека тоа е една од причините зошто јас ретко зборувам за овие нешта. Во стиховите кои ги прочитавме, Давид ја опева Божјата победа. Тоа не е победа на самиот цар, ниту на израелскиот народ. Кога израелците беа во Египет, Бог беше тој кој го победи фараонот и го примора да го ослободи израелскиот народ. Мислам дека токму во тој момент почна антисемитизмот и до ден денешен не е престанат. Но, дури и тогаш кога беа угнетувани израелците, Бог им донесе спасение. Дури и кога Давид се наоѓаше во многу тешки ситуации и беше прогонуван од непријателите, Бог го избави и му даде нова песна во срцето. Во следните неколку стихови ќе читаме за истите теми кои досега се обработуваат. Слушнете што пишува во стиховите 7 и 8. Но Господ вечно седи на престолот, го подготвил престолот свој за суд. Тој ќе му суди на светот според правда. Господ седи на престолот и ќе му суди на светот според правда. Една од главните поплаки во денешното општество е дека нема судии кои судат праведно, туку голем дел од нив се корумпирани и ја искривуваат правдата. Денес има многумина кои се во таа професија, но нивната желба за пари и лесно збогатување е поголема отколку желбата за воспоставување правда. Нам денес ни е потребна правда, но не можеме да ја најдеме во самите нас. Господ е оној кој е праведен и само тој ни кажува што е праведно, а што не. Господ е оној кој ја оддели темнината од светлината. Само тој, како наш создател и владетел на целата вселена, има право да каже што е добро, а што лошо, што е праведно, а што неправедно. Нашето мислење не е важно во споредба со неговото. Секој кој мисли спротивно од него не е во право. Таа е реалноста. Некој мора да ги постави правилата, а тоа го стори Господ преку неговиот збор. Светот во кој живееме е негов и затоа тој може да каже што смееме, а што не смееме да правиме. Ќе продолжиме со читање на текстот, но од сега натаму ќе го насочиме нашето внимание само на дел од стиховите од Псалм 9. Стих 13. Смилувај се, Господи, на мене. Погледај како страдам од непријателите мои. Ти
кој ме избавуваш од портите на смртта. Не знам за вас, но мене ми е потребна Божјата милост. Да, вистина е дека Бог ќе ја воспостави својата правда во овој свет. И таа е веќе прикажана во личноста и делото на Неговиот Син, Господ Исус Христос. Но, преку Него, Небесниот Татко ни покажа и милост. И таа милост ќе ја добијат сите кои веруваат во Неговиот Син. Стихови 13 и 14. За да можам да ги искажам сите славослови за Тебе пред портите на ќерката Сионска и да воскликнувам радосно за спасението Твое. Бог ни даде спасение преку смртта и воскресението на Неговиот Син. Секој кој го има тоа спасение треба радосно да воскликнува и да го слави Бога. Стих 15. Попаѓа незнабожците во јама, што сами ја направија. Во замка која сами ја наместија, се фати ногата нивна. Мислам дека ова е многу соодветен опис на луѓето кои се противат на Господ. Може би привремено тие сметаат дека напредуваат и дека можат да се исмеваат со Него, но доаѓа време кога самите ќе паднат во јамата која тие ја направија. Продолжуваме со читање. Стихови 16 до 18. Господ се појави и пресуди. Во делата на рацете своји грешникот се заплетува. Ке заминат во пеколот сите грешници, сите народи кои Бога го забораваат. Зашто нема за секогаш да биде заборавен сиромавиот и надежта на бедните нема никогаш да пропадне. Живееме во општество во кое сиромашните се заборавени, а надежта на бедните се чини дека е пропадната. Бог не постави нас луѓето на овој свет со цел да се грижиме едни за други, но денес има многумина кои се сиромашни и бедни, а оние кои можат да им помогнат не го прават тоа. Но овој псалм ветува дека таквите луѓе еден ден ќе добијат правда. Тука мораме да бидеме многу внимателни и да расчистиме едно често недоразбирање. Само затоа што некој е сиромав, тоа не значи дека таа личност ќе го наследи вечниот живот. За да се добие и наследи вечниот живот, потребно е човекот да поверува во Господ Исус Христос, било да е богат или сиромав. Но тоа што сакам да го нагласам е дека нашите човечки политички системи никако не можат да го решат проблемот со сиромаштијата и бедата. Еден ден, кога Господ Исус ќе се врати на оваа земја и ќе го воспостави своето царство, јас верувам дека бедата и сиромаштијата нема да бидат присутни, туку ќе има доволно за сите кои ќе бидат дел од тоа царство. Стих 19. Стани Господи, за да не се засили човекот, народите нека примат суд пред Тебе. Ке дојде ден кога народите ќе бидат судени. Самиот Господ Исус кажа дека на судниот ден сите народи ќе застанат пред Него. Стих 20. Заплаши ги Господи, за да разберат незнабожците дека се само луѓе. Интересно, зарем не? Давид бара од Господ да ги заплаши оние кои не му веруваат, се со цел да сватат дека се само обични луѓе. Со тоа го завршуваме Псалм 9 и доаѓаме до Псалм 10. Во Псалм 9 читавме за Давидовата молитва со која бара Господ да се справи со неговите непријатели и доаѓа ден кога тој навистина ќе го стори тоа. Сега, во Псалм 10 се чини дека тематиката е речиси иста и продолжуваме да читаме за нечистивите, грешниците, оние кои го колнат и презираат Господа. Да почнеме со читање, стихови 1 до 3. Зошто стоиш далеку, Господи? Зошто се сокриваш во време на неволји? Во горделивоста нечистивиот ги мачи бедните бездушно и тие паѓаат во замките негови. Бидејќи грешникот се гордее со лакомството на душата своја, колне и Господа го презира. Од овој стих можеме да забележиме две главни особини на грешните луѓе – горделивост и пофалба. Ако погледнете денес на светот, лесно ќе забележите луѓе кои во себе имаат горделивост и постојано се фалат со самите себе. Во нивните срца нема место за Бог и тие секоја прилика ја користат за да се промовираат себе си.
Не знам за вас, но мене таквите луѓе воопшто не ме воодушевуваат. Зборувам за политичарите, светските водачи, познатите звезди и така натаму. Постојано зборуваат како ќе ги решат проблемите во светот, но тоа го велат само за да ја придобијат поддршката и вниманието на обичниот народ. Тие се фалат дека ќе направат големи нешта и мислат дека се богови, но, како што видовме во Псалм 9, Давид вели дека се само луѓе и ништо повеќе. Во Псалм 10 тој многу добро ги опишува грешниците и во одредена смисла дава и опис на антихристот кој допрва ќе се појави. Тој ќе биде човек кој ќе се промовира себе си и ќе ветува големи нешта, но главната цел ќе му биде да заведе што повеќе луѓе. Стих 4. Во својата горделивост грешникот вели: ќе нема истрага, а во себе мисли: Бог не постои. Овој стих многу добро ги разоткрива мислите на грешниците. Тие мислат дека Бог не постои и дека нема да се соочат со какви било последици за своите гревови. Сакаат Бог да не постои. Сакаат да не постои конечен и праведен суд, но со таквите желби тие само се мамат себе си. Ќе прескокнеме дел од стиховите и ќе продолжиме со читање на стих 18. Забележете што вели авторот. Дај правда за сиракот и за угнетениот, па да престане човекот на земјата да задава страв. Давид повторно бара од Господ да реагира за луѓето кои ги угнетуваат другите да престанат да сеат страв. Сметам дека нема ништо лошо во тоа да се молиме за Господ да ги спречи оние кои со своите постапки ги угнетуваат другите. Тоа е всушност барање за Господ да суди праведно и да ги спречи оние кои прават зло. Забележете како царот ги опишува таквите луѓе. Ке се вратиме назад на стиховите 5 и 6, каде повторно ни кажува како грешниците гледаат на животот. Патиштата негови се секогаш успешни. Судовите твои се многу високи за да мисли на нив, а на непријателите своји им се подсмева. И во срцето свое си вели: нема да бидам соборен, во ниеден род зло нема да ме снајде. Такви се денешните грешници. Тие се фалат со самите себе и се уверени дека нема да се соочат со праведен суд. Со тоа доаѓаме до Псалм 11. Денес ќе го прочитаме само првиот стих, а во следната епизода ќе го обработиме целиот. Стих 1. Кај Господ се засолнувам. Зошто и велите на душата моја? Одлетај во гората своја како птица. Давид опишува ситуација во која луѓето му велат дека најдоброто нешто што може да го стори е да избега од животните проблеми. За жал, и денес има некои луѓе кои ако ги прашате како да се соочите со неволите, ќе се обидат да ви кажат дека најдобро е да побегнете од нив. Но Библијата не учи на тоа, туку не охрабрува да се справиме со проблемите со Божја помош. Бегањето не може да ги реши проблемите. Може би ќе можете да се спакувате и да купите авионска карта за да се преселите во друга држава. Но каде и да одите, мора да ги земете мислите заедно со себе. Така што, наместо да бегаме од нив, подобро е со вера во Господ да се соочиме и да видиме како Бог сака и може да го гради нашиот карактер преку таквите искуства. Тука ќе го завршиме денешното проучување, а во следното ќе продолжиме со обработка на Псалм 11. Господ нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.